Автопатот од коридорот 8 ќе се гради до границата кај Кјафасан. Тука нема дилема, само треба да се најде по која траса. Ова го изјави министерот за транспорт Александар Николовски. Во однос на коридорот 8 јасна е препораката да се изнајде алтернативна рута или ако спорот алтернативна рута го преведеме, значи да се избере друга рута различна од оваа која што беше во рамки на договорот, истата да биде издискутирана со Република Албанија со цел тие да можат да се спојат од нивна страна и на тој начин да се гради. Ние веќе интензивно комуницираме со Република Албанија, разгледуваме одредени опции, така што автопат ќе се гради, не е веќе прашање дали ќе се гради, тоа е добрата вест. Тој додава дека најтешкиот дел од автопатот Кичево-Охрид е речиси готов и дека делницата од селото Извор до Врбјани се очекува да биде пуштена во употреба во октомври. Според него, останува да се реши само делот кај Ботун, а се очекува во првиот квартал од 2027 година овој автопат целосно да биде ставен во функција. Две галерии се целосно завршени, третата е некаде со 70% динамика, четвртата е со некаде 50% динамика. Во тунелите се работат, народски кажано, фините работи, односно се поставува софтвер, сигнализација за следење на сообраќајот, сигнализација за рано предупредување од пожари, вентилацијски системи, како и супермодерен контролен центар, кој што ќе го поставиме со цел зголемување на безбедноста и очекувам во текот на месец октомври да ова најтешка делница од автопатот Охрид-Кичево биде ставена во функција. Во меѓувреме, првите километри од автопатот Тетово-Гостивар се очекува да бидат готови следната година, додека целосното завршување е предвидено во 2029 година. Вториот дел од Гостивар до Букојчани исто така се очекува да заврши во 2029 година, додека според министерот се очекува и одлуката за делницата од Букојчани до Кичево.